Почитуван заменик министар, почитувани колеги, почитувана јавност, со оглед дека се работи за одредено решение кое што е инкорпорирано во петиот пакет сет на мерки. Прво, за подобро запознавање на јавноста, ќе има малку поширок контекст за запознавање на работите. Имено ќе ги повторам заложбите на опозицијата, дека треба да му се помага на народот на Република Македонија, дека треба да се помага стопанството и компаниите, особено кога се наоѓаме услови кога 55.000 лица ги имаат загубено работните места, 6.200 предпријатија имаат затворено од почетокот на пандемијата, некаде во просек тоа доаѓа дека 20 предпријатија на ден се затвараат. Ние лично сметаме дека самото администрирање на пакетите на мерки не оди доволно брзо за да даде одговор на оние предизвици кои се актуелни во економијата. Сметаме дека требаше многу побрзо да се администрираат овие работи за да тие пари колку се толку си, иако сметаме дека се недоволни, да завршат таму каде што треба многу порано од ова. Паралелно со тоа би сакал да кажам дека само првиот пакет на мерки на нашата соседна држава Србија изнесува 7% од бруто домашниот производ, додека вкупно четирите кои што досега ги понудивме на граѓаните на Република Македонија се 4% од бруто домашниот производ, со тоа што не прави трета земја во Европа која што има најмалку одвоено од бруто домашниот производ средства за директна помош на предпријатијата и на населението. Она кое што е актуелно во моментов е дека секој ден од различни групи на луѓе од различни сфери на стопанството има протести пред Министерството за финансии и пред владата, па затоа и евент организерите, угостителите и ред други луѓе протестираат барајки си ги правата за да може државата да им помогне, за да може да ги администрираат своите трошоци. Она кое што е важно е дека еве шестиот пакет е 17,8 милиони евра и во кој што е многу важно дека се испуштени три многу клучни индустрии од она кое што можев јас да го видам, тоа е текстилната, кожарската и градежната индустрија, нешто кое што сметам дека е двигател на македонската економија. Ако видите дека едно од најголемите предпријатија бележи загуби, нешто кое што не било десетици години наназад, можете да разберете дека единствено тоа е случај заради тоа што не се реализираат капитални инвестиции, нешто кое што во изминативе месеци особено го апострофираме дека е исклучиво важно. Би сакал да дадам неколку предлози од аспект на законот за добивка. Сметам дека овој процент за регрес на годишен одмор кој што се ослободуваат данично и кој што е овој пат од 40 на 80%, дека треба да се зголеми на 100% со тоа што ќе се ослободи управата за јавни приходи од администрирање. Трошоците поврзани со лабораториски испитувања да се признаваат во износ од 9.000 на 50% бруто плата. Предлогот е да се зголеми во износ на една просечна бруто плата или воопшто да нема ограничување. И она кое што сметам дека е особено важно е дека расходите за лабораториски испитувања да бидат целосно признаени како оперативен расход и да нема никакви лимити, нешто со кое што ќе им помогнеме на македонските компании и на македонските предпријатија. И на крајот од мојот одговор сакам да кажам дека ние како опозиција и понатаму ќе продолжиме да даваме предлози кои што верувајте дека се изворно од разговорите со сите оние луѓе кои што имаат проблеми, затоа што можеме да видиме дека не така добро ги имаме корелација помеѓу финансискиот одговор на кризата и она кое што е рестриктивна мерка, па прво носиме рестриктивни мерки, па потоа гледаме да дадеме одговор на сите оние дејности во стопанството кои што се загрозени. И на крајот дозволете ми само да ви укажам на една номотехничка правна работа, а тоа е дека бришењето на ставот 2 од членот 19 е контрадикторен со Законот за трговски друштва, член 484, и дека треба да се направат измени во Законот за трговски друштва за да може токму оваа работа да ви се ефектуира на начин на кој што вие сте ја замислиле. Благодарам.